Добар ден, почитувани медиуми. Мотивот за денешниот прес се постигнатите резултати од првиот оглас кој што беше објавен минатата година во декември 2018, додека првите договори беа подпишани во март 2019, од кои вкупно се подпишани 17 договори со вкупна површина од 1240 хектари, каде што во самите договори во периодот од 5 години треба да се изградат инвестиции во висина од 11 милиони евра, а инвестициите се во градбе на винарници, кланици, млинови, оранжерии и откупни центри. Потикнати од резултатите од првиот оглас одлучивме да продолжиме во тој правец. Така да веќе во октомври оваа година на 160-та седница на влада се донесе одлука за согласност за објавување на втор инвестицијски оглас за доделување на државно земјоделско земјиште под закуп над 3 хектари. Со овој оглас на располагање за давање под закуп се нудат 1453 хектари и тоа во Свети Николе, Велес, Струмица, Куманово, Неготино, Битола, Кочани, Кисела Вода, Пробиштип, Берово, Штип, Тетово, Кавадарци, Гевгелија и Крива Паланка. Она, пошто се разликуваат од другите огласи, е тоа што заинтересираните страни, освен за примарното производство, треба да понудат и бизнис план за инвестиции во преработувачки капацитети. Огласот се спроведува во јавна и транспарентна постапка по пат на електронско јавно надавање. На овој оглас посебен акцент сакаме да дадеме дека се дава можност на апликациите за добивање на земјоделско земјиште во државна собственост на физички и правни лица на возраст до 40, на физички лица на возраст до 40 години, а додека носителите на како управител или извршен директор на возраст до 40 години им се дава право да во наредните 3 години по влегувањето на сила во договорот под закуп се бидат ослободени од обврската. Како ресорно министерство, изминатиот период интензивно работевме на расчистување на земјоделското земјиште, спроведување сериозни реформи во земјишната политика, како и направените измени во законот за земјоделско земјиште, кој што веќе е стапено на сила. Токму и во последните измени во Законот за земјоделско земјиште се даде оваа можност да физичките лица до 40 или пак носителите на правните лица да бидат во првите 3 години ослободени од закупот на земјоделското земјиште. Сето ова го работиме да целото обработливо земјоделско земјиште го ставаме во функција на производство. Со самото тоа очекуваме зголемен учество и во извозот и намалување секако на увозот во производството на земјоделски производи. Благодарам.